Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24, заедно со мене и со Мухич, да ја привршиме оваа скратена работна недела. Велат продолжен викенд, дали е викендот продолжен или е скратена неделата. Викендот да се продолжи како викенд не може, или ако се продолжува на сметка на неделата, а тоа во овој случај е поради утрешниот празник. А тој празник 1 мај, или ете познат како празник на трудот, би рекол дека е единствениот празник кој ги преживеа сите турбулентни времиња. Ја сменивме, не само ние како држава, генерално по оние пост-југословенски, по распадот на Југославија, и земјите од регионот и така натаму, и грбови, и знаме и слично. Ние особено пак сме во тоа предњачиме, може да се каже. Меѓутоа, 1 мај некако сите тие турбулентни времиња, и балансери, дебалансери и слично ги преживеа, и кај нас останува и понатаму да биде дел од оној меѓународен празник на трудот, ден кој би требало да го символизира сеќавањето на солидарноста во борбата за подобрите социјални права на работниците. И секако ја евоцира и односно ги евоцира, поточно кажано, спомените на таа повеќе децениска борба за воспоставување на подобри услови и права на работниците. Но дали е тоа така? Или, напротив, од една страна колку е тоа така, колку се сменети сите тие околности, а од друга страна пак колку сме ние или како сме поставени. Тоа е всушност и суштината на темата, како да се одбележи, како да се, макар тој еден ден да се одбележи, кога генерално и другите од оние кои ги одбележуваме, денот на жената или слично, денот кога е денот, а пред и потоа кој зборува за тоа, или се едно за другите работи, ден на ова или ден на она. Така и поднос на работниците. Постојано се зборува за работниците, каде се правата на работниците, но и каде се работниците во таа смисла, како треба да го одбележат, со одмор или со отпор, или со протест во таа смисла. Имајќи предвид дека ние генерално се определуваме, или некои работат, оние пак кои не работат, генерално се придржуваат до наша традиција која е поврзана со скари, прослава во природа, пиење пиво до немајкаде и така натаму, а релативно помалку се сеќаваме или подсетуваме на историјата на борбата за тие работнички права. Дотолку повеќе е и битно да се подсетиме на тоа, но и да видиме дали воопшто можеби дали треба и да се одбележува тогаш. Затоа што сме постигнале и како се бориме за тоа. Мислам, ние работниците или тие кои се работници. А целата приказна почнува пред неполни 140-139 години, прецизно кажано, кога всушност се одржани демонстрациите на работниците во Чикаго, оние штрајкови протести на кои пак имаше и убиени, токму како резултат на сузбивањето од страна на властите. А причините беа ниски надници, дневници, повеќе часовна дневна работа, 12-18 часа за возрастните, децата исто, исцрпувачки услови. И сето тоа во сите земји на тој и во тоа време развиен капитализам. Затоа и произлегува од тука тие штрајкови, затоа и почнаа во Чикаго, потоа ги има и во Париз и така натаму. И многумина го изгубиле својот живот борејќи се за тие права на работниците, така што 1 мај е всушност и
сеќавањето на загубата на човечките животи кои всушност се бореле за подобри човекови права. Денеска пак, утрешниот 1. мај се одбележува како ден на борбата за основните човекови права на секој работник. Или во слободен превод, ден на борбата за правото на живот. Право на живот достојно за човек. Тоа затоа се тие минимална плата, минимална кошничка, минимално, за достоинствен живот. Не го измислиле тоа ни Заев, ни Мицковски, ни кој да е. Ниту се едно, некои други. Туку потекнува од тука. Тоа во таа смисла, затоа велам, ден на борбата на право на живот достојно за човек и за неговото достоинство. И затоа и темата како да се одбележи тој ден која слави важноста, ја одбележува значајноста на работничките права. Колку сме ние свесни, колку, затоа велам, и колку може би треба да се слави или треба да се укине. Или не е лошо, ние ќе отидеме на Скара, а овие другите тајкуните, токму што, значи, сите тие милиардери кои тоа станале во рок од неколку години или десетици, 2-30 години, 2-3 децении, токму со експлоатацијата на работникот, тоа се тие преку ноќ, ќе си одат на други места, надвор од земјава и слично. И задоволни работниците, вртејки Скара, пиејки пиво, задоволни и тие кои ги експлоатираат работниците и благодарение на нив, и тие ќе имаат скратена работна недела, односно продолжен викенд. Ајде ние да почнеме, 6091 924 925 се телефонските броеви. Добар ден, повелете кој ни е прв. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, се слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Сега, празникот во Чикаго, кога работниците се дигнале, против кого се дигнале? Значи се дигнале против неработниците, против службениците. Против газдовршците, овие држците. И сега овдека кај нас се слави празникот на работниците. А што правиме со административците, со службениците? Не се срамат и тие да го празнуват? Па и тие ќе слават затоа да. Тие цел ден, секој ден по 4 сати слават. Срамота утре треба си одат тие на работа. Не се татени наоро со работниците, што работат нива и дење и ноќе и во фабрика и било каде изложени на така навака. Овие дневно по 3 сати се почнува во кафана. И не е убаво и тие утре да слават. Ги подценуваат работниците. Затоа што работниците да си збориле барем слободно сами да си го прослават. А овие службеници, административци, нека се сокријат негде на друго место или нека одат на работа. Ова светска ситуација никогаш, нигде не може да се исправи како што треба. Затоа што човекот е, како да кажам, најлошо створение во општина земјинава топка. Човекот прави проблемите, човекот ги прави војните, човекот прави се што се случува, човекот е виновен. Природата дава, на ти вика да живееш равноправно, еднако да живеете. Не бре, брате, тие, ще ги речам пак административците, тие богаташите, тие не гледат за сиромајот. Ако можат и кожата ќе му одерат, само на нив димјар. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден, убав ден. Да, повелете, се слушаме. Благодарам. Прво, стварно, ова е добро што работникот во текот на 365 дена, еден ден ќе прославува работнички неработен ден ќе искористи. Меѓутоа имаме една голема разлика што единствен празник кој што се празнува во природата, не случајно е избран 1. мај
кога е пролет, кога се буди и работникот се разбудил, значи за своите права и со своите права да излезе во природа. Можда некогаш ние одевме на излет, беа 2 дена, сега е 1 ден. И тој 1 ден нека е работодавачите се во состојба, ако можат и тој ден да му го земат на работникот, да работа, што се вика, не 250 и кусу дена, него 365 дена без обнор, без никакви надоместоци. Сега работниците некогаш, што се вика со еден збор, гинеле да ги добијат овие права. Но денеска на културен начин работникот се експлоатира. Работодавачите се толку, да речам, безобразни, ајде неубав збор е да го употреби, ама значи не сакаат да го видат работникот да мрдне од мртва точка. Ево нашите работодавачи не сакаат да му го покажат личниот доход, минималната плата за која се бори работникот, е, што се вика, едвам да преживее. Значи, дури и дали ќе преживее 30 дена со 25.000 денари. Ми се чини дека стварно треба, значи, политичарите да размислат, многу им е лесно на нив. Земаат по 2 до 3.000 евра и воопште не размислуваат за работникот. Тие, што се вика со еден збор речено, значи, уживаат. Меѓутоа, ние можеме сите да ја носиме кошулата закрпена, ама стомакот не. Тој бара храна, бара квалитетна храна. Да, ви благодарам и поздравувам. И пензионерите секако. Значи, тие се како жртви на трудот. Мислам, соодветно на тоа како биле платени и на тоа колка им се пензиите. Сега. Тоа е, значи, не е всушност пазар на труд, тоа е повеќе директно, значи, резултат на експлоатација, на одредена. Ете, тоа и потекнува од таа робовладетелска релација. Тоа е еден вид, но добро, тој неолиберализам. Како и да е, пензионерите како жртви на трудот. Битисуваат онака, догоруваат, така да се каже, оние кои имаат среќа да дочекаат нешто од таа пензија. Повелете. Ало? Да, се слушаме, добар ден. Добар ден, господин Исо. Поздрав до вас. Што ме поздравите, за поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Не одиме дотаму робовладетели, тоа е роб е човек кој работи само за храна или па без работа, значи роб. А овдека се работи за доброволно работење, значи доброволно робување, ако сакаш да го направиме малце по културно. Се има ли избор? Доброволно е ако имате избор, а ако немате избор? И ако нема избор, ќе си направиш патнижани, како вика таму ќе имаш, значи имаш избор. Избор имаш дали сам да работиш. Мислите ли дека секој има избор? Па, не секој, меѓутоа, може да се најде избор. Ако не имаш тука избор, ќе заменеш во странство. Имаш избор, значи. Има сега, тогаш робови и друго е робови, тоа, значи, работиш за јадење или па немаш и храна, плата немаш. Овдека се работи за системско понижување на работникот. Зошто? Затоа што сега синдикатите и работодавци сакаат да разговараат, така наречената влада, предводена од внатрешна револуционна организација од Делата палата, не сака да седне на трипартните разговори, да седне и да разговара. Зошто за пензиите ги качи 600 милиони евра, господине, годишно се одлеваат од буџетот за пензиите. Еве, јас сум пензионер. Добро е тоа што 5.000 дадува, меѓутоа тоа не е така. Зошто не даваат на тие што работат, кои да бидат платите поголеми? Придонесите се околу 40%, да карикирам. Меѓутоа, со се здравствено, со се сите тие осигурувања, сите што се работи, се 30. Ако е платата 6 по 4, тоа се 240 евра. Ќе биде месечно. Значи давачки за државата. И за пензиите, и за сето тоа. Не може вака да биде како единствена влада, што се оваа така наречена влада, што не сака да се грижи за работничката класа. Значи работникот го остава на цедило. И тоа се грижи за вработените во државниот сектор. Него приватниот сектор не се грижи. Поздрав, господин Исо. Благодарам, поздрави до вас. И без да без предупредувањето на синдикалните организации и повеќе од јасно е дека и наспроти зголемувањето на
ете да речеме пензиите на социјалните примања, дека има се повеќе сиромашни. Дека расте тоа. Говорам воопшто, значи, ете, овој меѓународен празник се одбележува повеќе од 150 земји во светот, така што и глобално и зборуваме. Но како што се одбележува, така и ние не сме исклучок од тоа. Од состојбите. Дека велам и покрај сето тоа што се прави или во што треба да не уверат, во што се обидуваат да не уверат, фактот е дека има се повеќе сиромашни. Што значи дека секое зголемување на примањата, инфлацијата го јаде, особено во овој сега период со состојбите на Блискиот Исток, а пак имаме и појава дека не само работниците, туку и работоспособните пензионери работат. Пензионери се работат. Работниците работат повеќе работи. Хонорарно, волонтерски и така натаму, тезги, како се нарекува сето тоа. Но велам и пензионерите. И тоа всушност пак и државата го стимулира. Повторно велам, не само кај нас. Еве сега и во западните и во земјите од регионот има токму и во насока на зголемување на рокот за пензионирање. Недостасуваат работници и едноставно законските граници да се поместат повеќе. Но велам, зошто работат пензионерите? Работоспособните. Затоа што уживаат во тоа, прекрасно се чувствуваат, како кога имале 20 години. Во пензија работи. Па токму тоа покажува, тоа е она е теоретското во што не уверуваат, мислиме, работиме, создаваме, даваме најниски цени, највисоки плати, а реалноста го покажува спротивното. Добар ден. Добар ден. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Кој ни е следен? Ало? Да, ве слушам, добар ден. Исо, повелете. Добар ден. Да, повелете, добар ден. Слушај сега, Да. до Мицковски, да го земе првиот агрономо, веле од Охрид, за министер за да се оправи работата во земјоделието. Аха. Друго, ова од Крушево да го земе за банкаров, гувернер на Македонска банка. И да му бидат советници за сите работи и да се оправи државата. Иначе без нив двојцата не бива оваа држава. У сите прашања за све живо знаат. Тие двојцата бандити. Да, не би се согласил ниту оправдал да нарекувате така други, особено кои пристојно, коректно се изразуваат. И затоа ете ве молам, внимавајте, не е проблем, спомнете го тоа што другите го кажале, слободно може да не се согласите со тоа, но немојте да ги нарекувате така, особено оние кои апсолутно не се воопшто на никакви позиции и функции со кои, како и да е, би можеле да влијаат на тие општествено-политички прилики, за да се одразат, велам, на состојбите за кои зборуваме. Повелете, кој ни е следен, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, се слушаме. Се слушаме. Да. А што да кажам, бе? Во времето на Југославија 1. мај се славеше со паради, со пикник. Сарај беше преполно. Езеро Треска, Матка и така натака, сега да не ги набројувам сите убавени во Македонија. А ретко кој тогаш идеше за 1. мај во Грчка. Сега што се случува? Сега имаме геј паради, каде што председателот Пендаровски прв се нацрта таму и овие предавници од СДС, ако се сеќавате, да се улезуваат на Сорос, оние што им дадоа милиони за да ја продаат државата, односно името. Како можат овие старци, пензионери над 70 години
Велјан, Борче, овој од Чашка, од селото, околина на Чашка, двајца без тројца селото, помина од ВМРО во СДС, сега во ДУИ, да плукаат по времето на Тито и Југославија. Како не име срам, бе? Све што имаат од тоа време, бе. Бесплатни станови добиваа, бесплатно здравство, школство. Од село дојде Борче овој Велјан во град, тоа заборави. И сите други од село дојдоа во град, бесплатно се школуваа, дојдоа до позиции, едноставно и после купуваа станови и така натака и така натака. Тоа беше славење на 1 мај. Сега што имаме? Сега имаме капиталисти, криминалци, што преку ног се обогатија, и од другата страна имаме бедотија, сиромаштија. Средната класа сега нема. Затоа не можете да видите насмеан човек на улица. Вратите некоја слика, ќе видите за 1 мај колку биле насмеани луѓето. Сите насмеани, радосни, срекни се дружеле. Сега не постои дружење, брат со брат не збори сега. Само завист, злоба. Благодарам, ве поздравувам, добар ден. Дали имаме некого? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Благодарам. Молам. Па претходниот говорник се што кажа, баш така беше, се согласувам. Аха. Јас сум против овој синдикален отпор, е само една прошетка, па по дожд нема да им е пријатно криво ми е, што не е сонце, па да им е убаво малку. Тој лидерот на ССМ ќе каже неколку безобразни фрази и за тоа ќе добие голем хонорар. Тие што ќе додадат од другите градови ќе земат дневници, а оние вработените во синдикатите морат да се појават, зашто онака преку цела година ништо не работат, седат по тие канцеларии, па должни се да се појават, да не изгубат работа. Тоа е утре што ќе се случува. А оние пак што имаат многу пари, нема ни да останат во Македонија, ај што ќе отпатуваат со колите, уште денеска имаше огромни колони, баш пред мојата зграда, го напуштаа Скопје, иако денеска е работен ден, ама тоа кај нас се правило. Ден пред тоа, ден по тоа, па 3 дена ќе го направат, 5 дена, и тоа го прават оние што имаат многу пари, кои најчесто нечесно се заработени, и тие се обични неработници. Тие ќе слават неработниците. Затоа за мене овој празник некогаш бил многу значен, сега ништо не ми значи во овој капитализам, каде што не владее човекот, туку владее капиталот. Но како иде, овие денови, секој што ќе биде каде и да биде, нека бидат со своите семејства. Оставете на нас пензионери што не подмити овој Мицковски, како велат некои говорници. Не може да ме подмите никој не со 6.000, со 6.000 милиарди не може. Затоа и не сум политичар. Каде и да се, родителите да бидат со своите деца, имаме многу лоша состојба, болно општество, а децата се огледало на општеството. Токму затоа има силувања, инцести, садизам, обид за садизам и така натаму страотно нешто. Благодарам, ете, добро е што и оваа порака сега се испраќа токму во очи предстојниот празник. Се надевам ќе допре до што поголем број на родители, едноставно ги подсети, ако подзаборавиле да го разбуди она во нив родителското, ако ништо друго како обврска дека тука се мораат да бидат за да ги насочат децата. Има таа одговорност пред се кон нив, па потоа и кон општеството, затоа што тие деца потоа ќе бидат некаков фактор во тоа општество. Секако, секој е некаков фактор. И тој што наизглед не е никаков. Питачот и слично како неуспешен пример на една приказна, ете, од почеток до таа состојба, или се едно, ете, тој криминалецот, силеџијата и така натаму, но и сите оние кои не мора нужно да се успешни, тоа дополнително секако како услови за просперитет на општеството, туку кои се навистина олицетворение на една нормална формираност како личност. Пристојност, одбегнување на конфликтни ситуации, контрола на избувливоста, на афектот и така натаму. Со што исто така
стануваат битен фактор во општеството, токму со тој нивен пример и делување. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, да. Двака другарче. Тој Дарко ли се викаше што почина синдикалниот лидер на ССМ? Така. Сам дека така, да ти кажам наискрено, остави стварно квалитетни наследници после него. Дечко, се заборавив како му е презиме, овоше на... Да, не можам ни јас да се во моментот сетам, но добро, да, знаем за кого. Трендафилов. Да. Трендафилов. Така, добро. Сега, значи, врв се. Значи, дечките и тој Дејановски, или не знам како се вика, тие се врв на Сојуз на синдикати, нешто до сега за мене најдобро што се случува во Сојузот на синдикатите. И ја мислам дека не е проблемот до нив, проблемот е до работничката класа и до овакви јавувачи како претходничка пред мене што кажуваше, ќе се прошетаат, ќе направат, ќе кажат некако погрни зборови. Мислам, работодавачите и немаат потреба да го слават овој празник. Тој не е нивни празник. Ова е за работниците празник. ССМ моментално презема под своја ингеренција добар дел од текстилните работници и работници кои што се директно инволвирани во производство. Многу помал број на администрација е во Сојуз на синдикати. До сега, значи, ССМ држал претежна администрација. Сега, како овие се на власт, овие се најопасните за работникот оваа власт. Значи, најрѓава влада против работникот. Така тој КСС ги острира сите работнички права на работниците. Тие КСС се најрасипаните од сите. Поздрав. Поздрав до вас, до слушање. Ајдете, ќе дискутираме и по празникот, да видиме како се ќе помине, токму имајќи ја предвиди таа, ајде да не кажам поделеност, различниот пристап. Најавените протести за утре од еден дел на синдикатите и поинаквиот пристап на друг дел, кои нема да се приклучат, имаат поинаков пристап, велат да, намаса со диалог и слично. Само уште кога би го виделе тој диалог? А па дури ни власта не ги седнува, вели договарајте се вие бипартитно со работодавачите. Не ги есапи, што би се рекло. Мислам барем за диалог сега, за друго, ако се задоволни во ред, нема ништо да се седнува. Освен за задоволство. Добар ден, кој ни следен? Добар ден. Да, се слушаме, поздрав. Друже Исо, Кажете, слушам, да. дали ја знаете пресудата на Врховниот суд за случајот Рекет? Добро, да, беве, ајде, изложете ни. Камчев ки со прстот уста останал. Нема враќање на парите наводно што му ги земале од Рекетот. Пресуди Врховен суд. Кај сега што ќе правиме? Ама не се ни знае, нели, каде се парите? Абе, не е битно кај се Да, парите. добро. Битно е дека Камчев го изгубил спорот. Так. И сега се прашуваме како имате кривично дело кога немате оштетен. Так. Тоа е за дискусија. Ако му ги земале парите Боки и Катица, алал да им се. Еве ја ти кажам во прв. И додовте на она моето што ви тврдев дека Рекет е политички монтиран процес. Ќе разговараме понатака. Добре. Прочитајте веста на Врховен суд одлуката денеска. Нема Камчев да враќа да земе пари од Боки од Катица. Тие што викаат дека овие се лопови, еве им денеска доказ кој е управо. Што се однесува зошто во Македонија работниците не може да ги освојат правата. Ради такви како господјата што се јави. Лешпери што чекаат некој друг да им ги среди парите, што живеат од милостињата, наместо да го кажат своето ја, храбро да искочат и да кажат дека размислуваат дека не се амортна маса. А знаете кај го научив тоа амортна маса, што значи? Кога дојде Фрчковски 92 година, кога му правевне протест за војните станови, ние вработените во МВР. Тој нас не нарече амортна маса, ние му рековме, дали вие знаете што сте подпишале, господине министре? Не знам, па тогаш како може да кажеш дека јас сум амортна маса, ти си подпишал нешто, а не си го прочитал, слепец. Таквите луѓе те кочат денеска во своите права, да ги освоиш затоа што се научиле да чекаат со раката, да им дадат.
Тоа е проблемот. Не можете вие да го плукате синдикатот кога немате право, кога немате храброст да учествувате со него, се плашите да не ве сликаат. Затоа не можете работи. Благодарам ве, поздравувам. Инаку, да, термин кој се користи во хемијата за субстанции, материи кои ја менуваат својата форма, состојба, да речеме, менува во зависност од одредени околности секако. Не е класично камелеон, туку, значи, ја менува од, да речеме, кристал, па станува течна, па потоа зрнеста и слично. Значи, аморфна субстанца и така натаму, па јасна е алузијата и тука аморфен човек. Сега уште кај нас има и аморфни, и дополнително и камелеони, и бои менува, и облик менува, и човек не знае навистина што се крие. Може би затоа и онака тие воглавно, кога станува збор за гардеробата, стандардни, униформни одела за човек да не може да забележи разлика, сите се исти онака. Дополнително да не знае човек кој е зад нив. Ба, добро, дури и родово веќе може да се постави прашањето. Мислам, зависи како се менуваат. Кој ни е? Добар ден. Да, се слушаме. Добар ден. Боки 13 вика мало сутра пари, сега си шетали Србија, таму си купува одела. Види вака да ти кажам за вториот дел од здравјето. Првото е смеењето е пола здравје. Одлично, супер, па да чуем. Кажете, ајде, сигурен сум дека и другите. Кога е здравје во прашање, тоа е најважно. Треба сме здрави, па да може да одиме утре на скара или на протест, или не знам, во друга земја, кој како. Да видиш така насмеан, весел и да слушаш сам себе како напред одиш. Мене ме прашуваат кога одам и замислен си онака, ме прашуваат што ти е, нешто си замислен, викам ми ги нема пријателите. Па каде ти се, викам више не им требам. Затоа треба да го чуваш здравјето и понекогаш по 3 дена телефонот не ми звони. Значи пријателите више не додека си бил потребен си им требал, сега не им требаш. Види за одморот или за отпорот. Па овие што викаат дека ако не се крадело, ќе имало за сите, они утре ќе идат на скара и ќе има одмор за нив. А тие што си бараат плати, што си немаат, они утре ќе си бидат таму, што треба и сите ние да поединци да се придржат таму, кој мислам од оправдано може, ама треба сите и овие пензионерите, што секој 3 месеца по илјадарка им фрла овој или ги подкупува за избори, таму треба утре да бидат. Пошто тој ден е нивниот и цела година зној потат за да добијат некој динар, а и денеска гледаш си Господ плаќа за нив, за да можат утре да се го изборат своето право. Толку убав ден да имаш. Благодарам, поздрав до вас. Но традиција е традиција. Без скара не бива, барем ете така било досега. И се чини дека во таа насока и маркетите се обидуваат да излезат пресред, па гледам акции одредени на кебапчиња и останати производи од месо во пресред токму на тоа дека на утрешниот ден дека без скара ништо не бива. Затоа велама се поставува прашањето, нам за скара, за музика, за песна, пак малку ни треба. Кој да е ден, ние постојано имаме причина. А денеска е ден за ова, а и да не е ден, а зошто тоа не е причина да не наздравиме. Суштината на 1 мај и на работниците и состојбите во кои се и оние кои се борат за нив, затоа се прашувам дали може би треба и да се укине воопшто. Нас ќе ни остане тоа за скара и велам повод ние за таа работа секогаш имаме. Повод друг да најдеме за да ги направиме работите подобри, да работиме и да имаме резултати, мислам вистински да работиме, не на штетно работење, оштетување на, не знам, општествената својина, државната каса, народната и слично. Туку да се работи, да се полни касата, за да ни биде добро на сите. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, да.
Па еве да се јавам реплика Да, на да, господа, другари, како ли се, што ли се чувствуваат, не ми е јасно. За некаква милостина сум молила. Сте го погрешиле човекот. Повеќе од 20 и кусур години работе во СОНК, бидејќи јас бев работен на 40 години во образование. Ама мене никој не ми даде кола, ниту ќе земат. Работата е да работиш in spirit, од душа. Јасно, Со своји лични убедувања. Духовно, така да. Господинот од ССМ треба да ги нареди тие работнички и да им го заштитува правото пред фабриките на текстилните газди. А не да се прошета низ центарот пред празна зграда на влада и на парламент. Значи, тоа е едно лицемерно штрајкување. Малку знаете за штрајкови, господа, а јас навистина работев. Во тоа бе вклучена повеќе од 20 кусур години. Аморфна маса е социолошки термин за луѓе кои се буквално безкичменјаци, како се вика тоа. Немаат безработници. Тоа вела менува. Немаат мислење, менува се форма преклонуваат на групации, партии, вакви, онакви, само за да имаат некоја лична корист. Тие се аморфна маса, кај Пушкин прв пат се спомнати. Кај Пушкин од Русија. Нека е пријатен, нека е среќен денот, утрешен. Така. Да, ви благодарам, ве поздравуваме. Јасно е она дека се треба да биде духовно инспирирано или мотивирано, па ете така и утрешниот ден. Дали се прославува, велам, во природа, скара, што и да е, затоа што се остварена е таа вековна битка. Обезбедени се условите на работниците и така натаму. Имали резултати од синдикалните ангажмани кои го бранеле и ги одбраниле правата и ги унапредиле правата на вработените и кои стојат на браникот на достоинствениот работник и трудот и сега утре треба да се релаксираме. Дали е веламете духовно, како што кажавте, тоа мотивирачки за да се празнува така, или од мака, да, како што кажав, некој ќе врти скара и ќе пие пиво, некој од мака, некој од наутро, како и да е, или од задоволство. И дали треба наспроти тоа да се токму искористи моментот, како што го користиме секој ден на нешто, не е битно, ден на татковците, ајде не мора на жените, да позоруваме за тоа колку се добри татковците или семејството и слично. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој? И нека е среќен утрешниот ден. Нека е, да, повелете. Јас мислам дека работниците се онеправдени во оваа држава, оние што се во производството работници, а не тие што се под обшествена капа. Утре отпор ќе има, може би, од колку стотина души таму од тие што се во производството, што е дојдено се преко глава, што и се укинати сите права, што немат ни К-15, ни што немат, што се цел ден во производството, дали некои па се изложени и на животна опасност, тие што се на скелињата горе, качени, и немат никаква заштита во поглед на тоа. Значи, отпор ќе има само во производствените работници. А од ние другите што работат во обшествените фирми, нема да има никаков отпор. Тие едноставно ќе си спакуваат куферите и ќе се одат за Грција. Тук тамо по некој ќе се најде што останал дома, не можел да иде за Грција и ќе иде на некој излетничко место, ако убаво времето, да си направи една скаричка или дома во дворот. Ќе си направи една скаричка и ќе го одбележи 1. мај. 1. мај напред не се одбележуваше како сега што се одбележува, одбележуваше се на друг начин, затоа што работничката класа беше задоволена со се, со сите услови и сите беа на куп. Немаше поделба на богати и на сиромаси.
имаше само средна класа, која средна класа се дружише една со други. А утре на отпоро што го прави ССМ, нема да се приклучат многу луѓе. Повеќето ќе останат или дома, или ќе заминат во странство на излет. Да ми пријатно. Ви благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден. Добар ден. Дали имаме Се слушаме? Да, се слушаме. Видите, браво за оваа жена што кажа. Ме ги зеде зборовите. Види, на Грција ќе одат сите тие што имаат празни фрижидери и празни джебове, така рече Филипче. Тамо да се најдат, оти нема дома јадење. Второ, каков синдикат, толкова зграда издаваат тамо милиони секој месец, не знаат што со парите да прават тие. Тие Карамфил, Трендафилов и тие околу него там. Не знаат со парите што да прават. Оти изима кирија. Тамо се стотици вселени. Во Југославија беше многу убаво. Се славеше, се пееше, се играше, ама не се работеше и затоа се распадна. И ние продолжуваме да сме тој југокомунизам уште. И тука не се работи. Кој не бил во странство не знае како се работи бе. Тука е да уживаш, да одмараш, таму е да црнчиш. Нема, не си задоволен од фирмата. Нема што да се буниш, напушташ, тераш друга работа. А тука та протести, та жалби, та влада. Владата да даде. Од каде владата да даде? На владата и дава фирмите. Не може владата да собере и од мојата фирма да ми каже на моите работници колку да дам. Ами ја ако немам, како ќе пропадне фирмата? И ќе останат и без тие 26.000. То не може владата, нема. Владата може да се грижи само за овие државните службеници. За како приватните владата ќе ги стимулира. Па нели им даде кредити ефтини? Што бидна со тоа? И фирмите ќе дадат толку колку што можат. Тоа и на запад така. Не мислат дека државата Германија ќе им нареди на фирмите да им даваат колку сакаат работниците. Тоа го нема нигде. Тоа само во Југославија. Благодарам. Добар ден, кој ни е следен? Добар ден, ако сум јас. Да, се слушаме. Па видете вака, Југославија не е пропадната од неработење, тоа не мислам дека е така. Затоа што комунизмот како комунизам треба сите да го посакуваат и да се стремат кон него. Па и најбогатите луѓе во светот. Бидејќи идеално општество и Доналд Трамп и овој што е милиардерот Елон Маск, Владимир Путин, сите треба да се борат за комунизам. Еве ќе ви кажам зошто. Зошто ако остават струшено општество, ќе има мафија. Таа мафија утре нивните деца ќе ги напаѓа. И се така до недоглед тие пари, тие не значи дека на нивните внуци ќе отидат нивните пари. Ако оставиш срушен систем, тој ќе биде срушен систем. Ако сакаш да направиш убав систем, кажав каков ќе се намали работното време на 6 часа кај напорните, кај оние работи кај што имаат црнчење, сите да можат да работат, ќе се вработат многу луѓе, ќе се отворат задруги, ќе се примат работници. Човек треба и 4-5 смени, се знае колку може да се работи, колку не. Зошто децата на богатите на работата кој е лесно? Зошто во Германија, кога спомнуваат Германија 80 милиона, зашто зарем тие не знаат дека е тешко и никој не сака заради тоа да работи тешка работа. Не заради друго. Не сака да црнчи. Треба да се равномерно распредели работата и парите. И прво бизнесмените да се лимитираат. И уште малку време ми дајте еден глед, ви кажуваше еднаш убава работа. Една држава да бил целиот свет и тие ред работи. Тоа може само со комунизам да се дојде до една држава, до равноправност. Знаеме дека ако приватен еден ги зема сите природни. Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден кој ни е следен. Дали имаме некого, повелете.
Се слушаме ли со некој? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, почитувани со. Почит до вас, повелете. Поздрав до телевизија 24. Ви благодарам, што мислите на сите. Видете, неминовно се отвори прашањето и за работничките права, но и за комунизмот. Но пратете, господине Исо, тоа е еден интересен абсурд. Германците, дека и претходниот гледач ги спомна, пазите, Германија нели беше поделена на социјалистичка и на капиталистичка Германија. И сега пазете, ни германците не можеа да... Источно западно. Значи, ни германците што се ајде ќе речам, по-работни, по-дисциплинирани од нас како народ, не можеа да го разработат социјализмот и комунизмот. Пазете, поставуваат зидови и огради и мораја да се убиваат меѓу себе заради прескокнување на тој зид, на Берлинскиот зид. Пазете, брат со брат, роднини со роднини, затоа што од социјалистичката Германија во капиталистичката прерипнува. А зошто прерипнува во капиталистичката? Затоа што има избор. Значи, треба да отварате фабрики, треба да отварате работни места за луѓето да имаат избор. А не обратно, да им ги земете фабриките, како сојузот, односно наследниците на сојузот на комунистите, нели партија за демократска преобразба, денешен СДС, што му ги одзеде фабриките на работниците. Иначе утре е ден на скарат. Јас не го чувствувам како 1 мај. Скараджиите ќе се излезат, да. А тие што, овие што протестираат, ако се искрени протестанти, ќе одат кај тој со петролот, кај тој со винарата, кај тој со пиварата, кај тој со банката. Таму ќе протестираат, затоа што таму од криминалната приватизација им се земени капиталот на работниците. Измина времето, сакав и за еден друг случај во Словенија да кажем, но ајде во следна прилика. Благодарам. Благодарам, секако со задоволство, ве поздравувам. Добар ден, кој не следен, повелете. Добар ден, Исо. Да, ајде се слушаме. Па, предходниот гледаш толку не знае дека источна и западна Германија, едната русите ја држеа, едната американците ја држеа. И затоа оваа беше источна Германија социјалистичка, а западна Германија капиталистичка. Не знам ја толку незнаење, па невидено незнаење. Па ден на трудот Исо се славеше, работниците го славеа ден на трудот, демек у добра држава, здрава држава, кај што работникот имаше големи примења. И тој ден беше символ за да искочат да го прослават денот ради задоволството што работат, ради примањата што ги имаат, ради животот што го водат во таа држава. Ама работите се сменија од кога ние станавме самостојна држава. Од кога дојде овие две наши партии, све расипа. Престана да се слави тоа, се слави ден на протеста, протест. И тога се овакво работниците се гледа дека оваа држава не се задоволни. Било од која власт, било од СДС, затоа ја празникот више го изгубив. Више за мене е изгубен празник и за многу од јавувачите е изгубен. Сега празникот постои, например, ко предходникот што се јавуваше. За него е празник, дека има голема чар од ДПМН, голем чар и за него е празник. Он не мора да искочи од природа. Ќе се отиде у кафана, разбираш. Ќе си прослави таму. Поздрав и со пријател. Благодарам, поздрави до вас. Но добро, од една страна ги имаме тие екстремни збогатувања на луѓе во екстремно краток период, токму со таа, може да се каже, и експлоатација несразмерна, значи несразмерно плаќање, колку труд, толку пари, а кои произлегуваат токму од таа, исто може да се каже, социјалистичка, комунистичка фасада, нели, предходниците нивни, и кои се денеска и богати, и профитери, и така натаму, и ја крчмат и општествената својина.
Тоа е од една страна и од друга страна обидот, односно борбата, битката на работниците за воспоставување на подобрите услови и правата нивни. Имајќи ги предвиди примањата, платите, минималната и така натаму, вклучително и на пензионерите, кои сите, впрочем, со тие примања повеќе прават циркуска атракција како да го преживеат месецот, отколку на вистина да ги искористат тие пари за нешто повеќе да им послужат, а при тоа овие другите богатите воопшто ниту ги перцепираат, ниту ги есапат, а овие пак другите традиција ќе одат на скара, па се поставува и прашањето, како што кажав неколку пати, дали, како што ете вчера ја укинаа техничката влада, укинати се и многу други работи, мислам не е битно кој како укинал, укинувани се наназад 30 години, па може би треба да го укинат навистина и 1. мај, празникот на трудот во Македонија, затоа што би рекол дека со оглед на тоа како и тие се однесуваат, но и ние пред се, работниците не припаѓаме ниту на оној меѓународната група која се бори и оние кои се избориле за правата, туку кај нас е тоа повеќе би рекол празник на заблуди и промашени илузии. А и онака утре пак ќе врне. Ви посакувам честит празник на трудот. Довидување.